не навредува. Ни кажува дека Бугарија е од Охридско езеро до Црно море, дека Охрид е најголемиот, најубавиот град во Бугарија и така натаму. Замислете реакцијата на македонската јавност. Зошто дојде до ова? Во континуитет македонскиот народ, македонската државност се навредува. Какво направихте в Куманово? Премахнахте ли всички? Премахнахте ли обаче абсолютно всички надписи, в които се твърди, че България е фашистска държава? Да, ама јас не можам да ја менувам историјата, светската историја, не Бугарија. Во периодот 41-44 Бугарија е составен дел на фашистичката коалиција. Тези надписи обаче какво място имат? Какво място имат в град като Куманово? Не излезе и не се Вие само ми кажете какво място имат тези надписи в град като Куманово, чието знак ни подарихте току-що. Знаете што е резултат на таквиот режим на владење? Оваа книга само за мојот град. Над 900 жртви. Овој човек има, овој ми е дедо. Има 15 години исечене на парчиња. Значи, над 800 жртви, од кои најголем дел или над 90% се убиени од бугарската фашистичка полиција и армија. Ова не може да се заборави, но може да се стави на страна, да се учи од минатото и да креираме нова иднина. Но не на начинот како што го креираат некои поединци од вашата држава. За да почитуваш, првенствено треба да добиеш почит. Вие се сетихте 3 години по-късно, след като не управляват, тогава да правите това на въпрос. Не да ви кажам, му го врати во орденот на господинот Каракашанов, истиот момент, но никој тоа не го објави во Бугарија. Добиш 2 ордени од бугарска. Најголемите губишти од целата таа ситуација се хората од Република Северна Македонија и хората од Република Българија. Нали сме мислите македонците и бугарите? Господин Христов, вие също наблюдате. Мислите македонците и бугарите, нема хора. Има граѓани и има нација. Значи, прво еднаш треба да свати бугарската држава дека од македонец бива само македонец и не бива ништо друго. Ние сме македонци, вие сте бугари. Ве сакаме и ве почитуваме, сакајте не такви какви што сме. Затоа што на друг начин никогаш нема да се разбереме. Зборуваме за Гоце. Јас не го спорам, господинот Христов бил кај мене во Куманово. Сме седеле на концерти заедно, сме разговарале многу отворено на оваа тема. Јас не навлегувам во личното национално чувство на господинот Христов. Но Гоце Делчев е синонимот на македонската борба, еден од современите македонски природбеници. И на крајот, кај почива? Во Скопје. Зошто? Тоа му била последната желба. Зошто не го решила бугарската држава повеќе од 40 години да го стави во саркофаг, да го закопа некаде во Бугарија? Види, сакал да почива во независна Македонија. Веднага да ви одговори обаче, господин Филип. Кратка дигресија. Добре, бързичко. Значи, зборуваме за период 41-44, па потоа до 46. Коските лежат тука и предходно, велите поголемите сили не дозволувале. Зошто? Официјалната македонска држава преку федерацијата се обраќа до Сдруженијето, почитуван господине, не до бугарската држава. Тие ги имаат коските. Како што рековте во македонскиот клуб, за тоа постојат и официјални документи и на крајот на саркофагот постои јасна и недосмислена теза, која што соборците на Гоце ја цитираат, а всушност тоа се неговите зборови. Имате уште многу безброј цитати, но немаме време во оваа емисија да обштеме на таа тема. Нямаме и тези документи, но съм сигурна, че историците, когато водят разговори в тези исторически комисии, си показват документите. Никогаш нема историчарите да направат работа, ако треба историчарите, не дај Боже, да лекуваат некого, човекот ќе помине и ќе си почине, ќе си отиде, значи ние треба храбро да влеземе во овој процес. На база на реципроцитет и почитување. Това ли е храбро? Това храбро ли беше днес? Ова се подметнувања. Зошто? Затоа што ви доаѓа група на луѓе. Првин, не може никој во странство да ви дојде во собствената држава. Јас доаѓам овде и се однесувам по вашите правила, почитувана домаќинке, и го почитувам вашиот ред и дисциплина. Луѓе, сватете една работа. Блиски сме, се почитуваме. Пред 15 дена бев на Пампорово, пеев македонски песни заедно со мои пријатели, драги бугари. Значи, истото тоа тие го прават кога доаѓаат кај мене во Куманово, но вие мора да признаете еден непобитен факт, дека македонецот постои. Не можете да велите дека 46-та ние сме настанале, кога мојот дедо Ѓорѓе Македонски пред 2 века напишал во црквата дека го земал презимето Македонски затоа што е македонец, а не бугарин, србен или грк. И вие тоа не го признавате. Сега, аз разбирам
Той е кмет на един голям град в Република Северна Македония. Втория най-голям град, всъщност. Да, това е да, най-големата да. општина во Македонија. Да, така. И во моја канцеларија има бугарско знаме и знамења на 9 други држави. Това е много добре. А това не е случај во други Поздравление. општини. Това е поздравление. Да. Но Така. на зидот го имам Гоце Делчев. Нищо лошо. Во кабинети на кметови во Бугарија го нема. Кај мене стои Гоце Делчев и Христијан Карпош. Бидејќи немам кој друг, тие се мои. Така, И чувство. И тоа не му смета на господин Христов, така ли? Тоа треба да го импонира. Във вашия град сте премахнали надписите, на които пише Не, во мојот български град окупатор. нема да се премахнат надписите на спомен български плочите окупатор. кај што пишува бугарски фашистички окупатор, затоа што тој бил окупатор, не бил администратор. Значи нас не окупира. Но беше прието И подобно знаете, решение от Зоран во Заев. Скопје, Вие сте излучени от партията на оставете Зоран ја. Заев. Не, они може да ме искушат колку сакат. Мене народот ме избира, не ме избира Зоран Заев или било кој друг политички представник. Добре, Ние во няма да Македонија премахнете сме уморни надписи. од политички партии. Значи граѓаните се заборавени. Италия Тие е ви там. беа партнери у војната, зашто не се какво? договорите да биде цела? Имате ли същото отношение към съвременна Италия или към съвременна Германия, да ги наричате тях Тие се фашистки и така извинија, нататък? кај нас не се извини за овие жртви никој до сега. Сте биле дописник во Македонија, дали некој официјален политичар се извини во мојот град за сите овие жртви? Не, никогаш. Тоа го бараме. На вратам на Бледскиот мировен договор, што таму се Хайде, случи и што кажете, се говори. господин Христов, кажете как се излиза Зошто от го тази прескокувате ситуация. сегогаш Бледскиот мировен договор? Господин Димитровски, всичко казах. И в крайна сметка, кога българите ще бъдат записани в Конституцията? Ќе бидат запишани Финал. бугарите во Конституцијата без никаков проблем, кога ќе има реципроцитет. Кога Добре, мојата разбрах баба ви. Бранка во Това обаче Благоев България град не ќе позволява. може да биде Това обаче България не македонка, а не позволява. При бугарка. нас няма такива малцинства. Ќе си Благодаря ви најдете много за начин, този барем една разговор. декларација Мисля, на че успяхте парламентот, да ќе видите донесете кај што горе-долу с ќе колко го напредва признаете разговора по македонската темата. нација. От